Добар ден, почитувани, време е за отвореното студио на телеканал А1. Денеска православните христијани го празнуваат празникот Богојавление Водици, како еден од најголемите христијански празници, зашто на тој ден, според верувањето, Исус Христос е крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан. Со тоа на овој празник му се дава значење на крштевањето како една од повеќето свети тајни на христијанството. Крштевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот најблизок роднина. Со овој празник завршуваат не само 12-те така наречени некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања во кои спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бадник, Божик, Нова година, Василица и слично. Во ова отворено студио денеска ќе имате можност да слушнете токму за значењето на овој голем празник од разговорот со ѓакон Константин Донев. Православните христијани и православната христијанска црква на 19 јануари го празнува празникот Богојавление или празникот Водици, попознат кај народ. Ова е празник во кој што се случиле два настани кои што православната црква ги празнува. Најпрво е настанот на Христовото крштевање во реката Јордан од страна на Свети Јован Крстител, а вториот настан е јавувањето на целата Света Тројца и затоа и самиот празник го носи името Богојавление или крштевање на Господ Исус Христос. Господ Исус Христос пред да ја започне својата спасителна мисија, која што траела 3,5 години и да оди низ Палестина од место во место, од град во град и село во село да го проповеда своето учење и христијанството, тој најнапред оди на реката Јордан и тука се крштева од страна на Свети Јован Крстител. До својата 30 годишна возраст Господ Исус Христос живее во Назарет, во куќата на праведниот Јосиф. Тука е тој со својата мајка, Пресвета Богородица. Овде Господ Исус Христос го изучува и дрводелскиот занает, каде што му помага во работата на дрводелецот Јосиф. Ако го навршува 30 години, кое што кај евреите се сметало за зрелост, и тогаш тој оди најнапред во реката Јордан, каде што е крстен од страна на Свети Јован Крстител. Кога дошол на реката Јордан, Свети Јован Крстител не сакал да го крсти Господ Исус Христос, затоа што Господ Исус Христос е Бог и Создателот на светот, и како сега тој се понизува и доаѓа да биде крстен од страна на своето создание. Но Господ Исус Христос му кажува на Свети Јован Крстител дека тоа мора да се случи и дека треба да биде крстен од страна на Свети Јован Крстител. Токму и тоа се случило. Овде Господ Исус Христос во реката Јордан е крстен од страна на Свети Јован Крстител. Свети Јован Крстител инаку претеча на Господ Исус Христос и затоа се нарекува Свети Јован Крстител и претеча, односно предгласник на Господ Исус Христос кој што го најавува доаѓањето на Спасителот на светот. И затоа велиме дека крштевањето со кое што крштевал Свети Јован Крстител е покајно крштевање, односно тој го подготвувал еврејскиот народ и со тоа и сите други народи за примањето и прифаќањето на Спасителот на светот и што подостојно да го дочекаат Спасителот на светот. Господ Исус Христос кога бил крстен овде на реката Јордан од страна на Свети Јован Крстител, се случило едно чудо кое што било невообичаено за луѓето, односно Бог се појавува во целата своја полнота, односно во трите лица. Бидејќи православните христијани веруваат во еден Бог со три лица, Отецот, Синот и Светиот Дух, и токму тоа верување на православните христијани најасно е овде откриено. Иако во Стариот Завет веќе Бог и при создавањето на светот и на Авраам му се открива во трите лица, но никогаш толку јасно како за време на крштевањето на Господ Исус Христос во реката Јордан. Па така за време на крштевањето второто лице од Света Тројца, значи Господ Исус Христос или Синот, е тој кој што се крштева во реката Јордан од страна на Свети Јован Крстител. Отецот или првото лице од Света Тројца зборува од небесата и потврдува дека Господ Исус Христос е неговиот возлюбен син, кој што дошол во светот да го спаси самиот свет. И третото лице од Света Тројца се јавува во вид на гулоб, тоа е Светиот Дух кој што слегува врз Господ Исус Христос и потврдува дека ете Господ Исус Христос е Спасителот на светот, оној кој што е испратен од Отецот да дојде овде на земјата и да ги спаси луѓето од смртта, гревот и од ѓавот. Овие се двата настана кои што се случиле за време на крштевањето на Господ Исус Христос и овие два настана се празнуваат за време на празникот Богојавление. Самиот празник Богојавление
започнува, значи, уште од првите векови да се празнува торжествено помеѓу првите христијани. Значи, тоа е еден од првите празници и еден од најголемите празници кои што православната црква ги празнува заедно со празникот Великден и со раѓањето на Господ Исус Христос. Па дури до 3-тиот век празникот на Богојавление се славил заедно со празникот Рождество Христово. Значи, тие заедно, повеќе внимание се дури обраќало на празникот Богојавление. До 4-тиот век предност има веќе празникот Рождество на Господ Исус Христос, а од 4-тиот век тие два празника се одделени посебно. Значи, православната црква од 4-тиот век веќе ги празнува како одделно раѓањето на Господ Исус Христос и неговото крштевање или јавувањето на Светата Тројца Богојавление. Овој празник, кажавме дека се уште од првите векови се празнувал торжествено, со тоа што луѓето кои што сакале да пристапат кон христијанската религија и да го примат христијанството, се подготвувале до овој ден и во предвечерието на овој празник тие оделе, значи, на реките каде што водите се осветувале и тука тие биле крстени и примани во христијанската религија. Затоа и празникот Богојавление или Водици уште можеме да го сретнеме со името просвештение, што значи празник на светлината, односно оние кои што влегуваат во светлината, односно оние кои што го примаат христијанството и се крштеваат во христијанството. Оваа пракса останала до ден денеска, само разликата е тоа што веќе кај нас започнува луѓето да се крстаат како мали деца, значи уште како бебиња го примаат христијанството, па така немаме луѓе кои што се подготвуваат да бидат крстени на празникот Водици или Богојавление, но останала праксата да се оди на река, езеро, базент или нешто слично и да се осветуваат водите на тој ден, како што тогаш се осветиле на реката Јордан кога што бил крстен Господ Исус Христос. За таа цел овој празник се празнува и 2 дена, како што тоа го правеле првите христијани во преквечерието на празникот крштевање на Господ Исус Христос, така и денес православната црква овој празник го празнува 18 јануари и 19 јануари. Дури 18 јануари е познат како народ, како водокрс, кога се прави голем богојавленски водосвет. И овој ден е востановен од православната црква и како строг пост. Доколку се падне од понеделник до петок, овој ден се пости, значи, строго, без зејтин, со постна вода, а додека ако се падне сабота или недела, се разрешува на масло. Тоа значи дека христијаните се должни во текот на овој ден да се подготват за крштевањето на Господ Исус Христос и за самото свое очистување преку примањето на осветената вода и миењето со осветената вода. А исто така голем богојавленски водосвет се прави и на самиот празник Богојавление, кога свештениците и верниците излегуваат на некоја река, езеро или пак ако во градот нема нешто такво, значи може на базент или нешто слично каде што се осветуваат водите и тука верниците се мијат со таа осветена вода или ја пијат за нивно телесно и духовно здравје и очистување. Сега, кај нас луѓето постои непознавање за тоа што треба да се прави со богојавленската вода. Значи, често пати луѓето прашуваат што и како треба да ја употребуваат таа богојавленска вода. Значи, кажав дека на 18 и на 19 во тие 2 дена се прави голем богојавленски водосвет, каде што се осветува водата. И таа е богојавленската осветена вода и токму само во тие 2 дена луѓето можат слободно да пијат од неа, да се мијат од неа и да попраскуваат по своите домови. Значи само во тие 2 дена, 18 и 19 јануари. Во останатите денови и во текот на целата година, значи самата богојавленска вода се чува како нешто многу свето. Значи ја чуваме до иконите дома кои што ги имаме во нашите домови и ја употребуваме само во исклучителни ситуации. Тешка болест или некое душевно растројство, немир душевен и тоа само наутро на гладно. Значи така можат верниците да ја употребуваат таа вода, а на 18 и 19 убаво е секој од нас и да се измие и да се напие од таа осветена вода, за да не освети и да не очисти и од
и телесно и духовно, а и да попрскаме по нашите домови кои што ќе не заштитува од лоши работи, а во останатите денови значи грижливо во текот на целата година да ја чуваме. Сега пракса кај нас за богојавление е тоа што го кажавме, значи да се излезе на река, езеро или ако нема веќе такво нешто во градот, значи луѓето да излезат на некој базен или нешто слично каде што водата се осветува. За православните христијани најдостојно да може да го дочекат овој празник е најбитно прво да дојдат тие на светата божествена литургија која што ќе се извршува на 19 јануари. Значи најважното за секој еден православен христијанин е заедничарењето со Бога или молитвата кон Бога, а тоа се прави токму за време на самата литургија, кога се молиме сите заедно овде собрани во храмовите на Бога и на крајот нели се причестуваме со телото и крвта на Господ Исус Христос, односно го примаме самиот Бог во нас. Значи погрешно е мислењето на луѓето дека ќе го почитуваат и испразнуваат празникот ако дојдат само на базентот или на реката и само тука го видат чинот на спуштањето на крстот во водите и осветувањето на самите води. Значи најважно е прво сите да дојдеме рано наутро на литургија, сите заедно да го помолиме Бога, која ќе биде осветена водата, таа вода да биде за наше телесно и духовно здравје, но тоа да биде испросено од сите луѓе во една заедничка молитва која што ќе биде на самата литургија на празникот Богојавление. После тоа сите заедно да се упатиме со литија од црквата Свети пророк Илија, тоа е старата црква во Радовиш, значи да се упатиме сите заедно со литија, со пеењето на тропарот на крштевањето на Господ Исус Христос и да отидеме сите заедно на базентот и тогаш тука да учествуваме во самото осветување на водата и да бидеме сведоци на спуштањето на Господовиот крст во самиот базен и луѓето кои што нели ќе се фрлат по него, да ги охрабриме, бидејќи и тоа е еден подвиг во такви временски услови, во едно ладно време, да луѓето се решат да влегуваат по крстот Господов и да го изведат од студените осветени води. Фрлањето на крстот во вода има символично значење кое датира одамна. Која е символиката според верувањето на христијаните ќе слушнеме во продолжение. Кога Господ Исус Христос наврши 30 години од телесното раѓање, го започна својот учителски и спасителен подвиг. И самиот почеток на тоа го означи примајќи крштение на Јордан. Како што вели Свети Кирил Ерусалимски, почеток на светот е водата, почеток на Евангелието е Јордан. Кога Исус Христос се крштеваше во водите на Јордан, на светот му се објави онаа тајна која во Стариот Завет само се навестуваше, за која во Мисир и во Индија единствено се баснословеше – тајната на Божествената Тројца. Отецот му се јави на сетилото за слух, Духот на сетилото за вид, а Синот дури и на сетилото за допир. Отецот го изговори своето сведовштво за Синот. Синот се крсти во вода, а Светиот Дух во вид на гулаб лебдеше над водата. И кога Свети Јован Крстител посведочи и рече за Христа, еве го јагнето Божјо, кое на себе ги зеде гревовите на светот, и го потопи и го крсти во Јордан, со ова се укажа на Христовата мисија во светот и на патот на нашето спасение. Зашто Господ ги зеде врз себе гревовите на родот човечки и под нив умре со потопувањето и оживе со излегувањето од водата, а и ние мораме да умреме како стар и гревовен човек, а да оживееме очистени, обновени и преродени. Тоа е Спасителот и тоа е патот на спасението. Празникот Богојавление се нарекува и просветлување, зашто настанот на Јордан не просветлува. Прво, покажувајќи ни го Бога како Тројца еднобитна и неразделна. И второ, бидејќи секој од крстените во вода се просветлува бивајќи восиновен од Отецот на светлината, со заслуга на Синот, со силата на Светиот Дух. Чинот на осветување на водите на Богојавление водици не подсетува на настанот во јорданските води, но и на дадената можност преку водата и крштевањето повторно да се родиме и да бидеме со Бога.
Според православната црква, овој чин е прв услов за влез во светата црква. Церемонијата на осветување на водите и фрлањето на крстот започнува со света литургија уште од раните утрински часови, каде присуствуваат голем број на верници. Водици се празнува два дена. Првиот ден, 19 јануари, освен Богојавление и водици, уште се вика и во Јордање и машки водици, а вториот ден, 20 јануари, собир на Свети Јован Крстител, уште се вика и женски водици. Како што забележал Кузман Шапкарев, во минатото во Скопје бил познат обичајот капење на младоженците. Првиот ден на празникот ги бањале зетовците и машките деца првенци, а вториот ден невестите и женските деца исто така првенци. Овој обичај се изведувал на тој начин што ги носеле на реката Вардар, а таму попот по специјален обред ги попрскувал со пејана светена вода. Познато е дека на првиот ден од празникот по коледица одат само мажите, а вториот ден само жените. Денес традиционално во Македонија, во речиси сите населени места, свештениците го фрлаат ритуалниот крст во некоја поголема вода, река, езеро или базен, а луѓето скокаат во водата и се обидуваат да го фатат крстот. Се смета дека на тој ден сите води се крстени и исто така оној што ќе го најде крстот ќе биде среќен во следната година. Овој ритуал го символизира влегувањето на Христос во реката Јордан и се смета дека самиот чин на фрлање на крстот во водите не штити од ѓаволот. Во библиската Палестина, на реката Јордан се слушал гласот на пророкот Свети Јован Крстител, кој ги повикувал луѓето да се покајат за своите гревови и да примат крштение. Ги крштевал луѓето од Ерусалим и од цела Јудеја. И Господ Исус Христос доаѓа при Јована на Јорданските води. Тој ја позна величината на Христовата божествена природа и го крштева Христа во реката Јордан. Со тоа Христос го потопи прародителскиот грев и гревовите на сите луѓе од постоењето на светот. Штом се крстил, излегол од реката, му се отвориле небесата и Духот Божји во телесен вид, како гулаб, се спуштил над него. Глас од небесата говорел: "Овој е мојот возљубен син, кој е по мојата волја." Гласот на Отецот е упатен кон неговиот син, но поради него ги повикува сите луѓе од светот да станат синови и ќерки Божји. Во народната традиција карактеристично за празникот водици е што тој се празнува во поголеми или помали групи што се викаат компании, кумства или братства. Некаде тие групи се формираат по маала, а некаде по фамилии. Сите членови од компанијата се сметаат за роднини и меѓусебно се обраќаат со Свети Јоване, побратиме и слично. Според дамнешните сваќања што ги прифатила и црквата, кумството е сродство, па за кумовите, како и инаку за крвните роднини, важи законот за екзогамијата. Светата вода која се полни на овој ден се верува дека треба да се чува преку целата година и да се користи секогаш кога се боледува од некаква тешка физичка болест или душевен немир. Исто така, од водата треба да се попрска и домот како благослов за здравје, среќа и мир. Оној кој ќе го фати крстот се дарува со подароци, а крстот се шета од куќа во куќа, бидејќи се верува дека ќе им донесе среќа на луѓето кои ќе го бакнат крстот. На овој ден христијаните се поздравуваат со Бог се јави, навистина се јави. Драги гледачи, тука е крајот на ова издание на Отвореното студио. Нека овој денешен празник ви донесе здравје и мир, а ние се гледаме повторно во наредното издание, секако со нови теми и содржини. Останете со програмата на телеканал А1 и имајте пријатен ден.